Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ви посакувам добре дојде во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. И веќе на самиот почеток ќе кажам дека ни е драго што денеска гостин во нашата радио програма е ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски. Ректоре, добре дојдовте во Укло ФМ Битола. Добар ден, со задоволство сум секогаш присутен на нашето радио. Поводот за вашето гостување денеска е почетокот на запишувањето на нови студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Веќе е понеделник, 26 започнува првиот уписен рок. Вратите на Укло се ширум отворени за сите заинтересирани кандидати. Според конкурсот има 2404 слободни места. Да, вообичаено во Македонија подолго време бројот на слободни места го надминува бројот на заинтересирани идни студенти и бројката не представува проблем дека нема да има место за повеќето од струките кои што се нудат, така да секој е добре дојден да се пријави на нашиот универзитет, на една од 10 факултети, една висока школа и научниот институт од Тутун, кој што запишува само втори, трет цилус. Рековме 2404 слободни места, поделени по категоријаве, така да кажеме, 1309 места за редовни студенти во државната квота, 679 за студенти со школарина за студирање и 416 места за воредни студенти. Сега да им објасниме на оние наши идни бруцаши што се ова значи. Па добро, согласно праксата во државата која е години уназад, државата, ние сме државен универзитет, значи не можеме да препишуваме собствени школарини, ниту да менуваме. Државата пропишува 3 категории на студенти. Едните се во така наречената државна квота, во која се плаќа партиципација од 200 евра годишно. Втората квота е квота со школарина, во која учеството на идните студенти е 400 евра годишно и истата сума ја плаќаат и вонредните студенти, така да овие суми ги пропишува владата и тие се исти на сите државни универзитети во Македонија. Меѓутоа, ќе се сложите универзитетот сам има определено веќе неколку години наназад да ги награди најдобрите запишани студенти на единиците на универзитетот со ослободување од плаќање на школарина, партиципација, нели, за првиот уписен рок. Да, апсолутно. И вие бројките што ги прочитавте, значи рековте дека имаме 1309 во таа државна, така наречена државна квота, која е значи со 200 евра, а напола е бројот со 400 евра. Значи нас не ни е целта да оствариме приход од студентите, туку ни е целта да привлечиме поголем број на студенти и заради тоа ние, како што кажавте, му предлагаме на владата да бројот во државна квота биде двојно поголем од квотата со школарина, бидејќи не сакаме, реков, да ни биде финансискиот момент главен, туку со таа
минимална партиципација од 200 евра, да привлечиме поголем број на студенти, за да ниту еден студент финансиите не му бидат пречка во изборот на професијата. Но, од друга страна, не ни е битен само квантитетот, ни е битен и квалитетот. Ние традиционално најдобрите студенти ги ослободуваме и од таа минимална партиципација од 200 евра, за да може би тие 200 евра и му представуваат на секој студент битна сума, но повеќе да дадеме една символика дека ги сакаме најдобрите на нашиот универзитет и велам да не се свати дека примарно се тие ослободувањето од 200 евра, туку да се свати пораката дека ние го вреднуваме квалитетот и покрај што ни е цел да запишеме поголем број на студенти, ни е исто битно да квалитетот на студентите биде повисок, да привлекуваме студенти со повисоки резултати во нивното средно образование. Кога веќе сега ги кажуваме тие општи работи, кои предпоставувам дека матурантите, односно сите оние кои што се заинтересирани да го продолжат своето образование на прв циклус до дипломски студии, дека ги знаат или ги прочешале конкурсите кои што се објавени, еве да подсетиме дека исто така универзитетот дава можности дури 3 пати да се реализира тој уписен рок, значи 3 уписни рока имаме. Првиот започнува сега, 26, 27, 29 и 30 август е тој прв уписен рок. Да, не само 3, а некој пат, доколку утврдиме дека има интерес, распишуваме и 4. Значи, примарно е никој да не биде изоставен од системот на високо образование, бидејќи овој систем, високото образование, е една од најбитните елементи на задржувањето на младите во регионот. Не зборувам само во државата, бидејќи имаме ние акутен проблем иселување и во главниот град, значи задржувањето во регионот. Да, многу и од дипломираните си заминуваат, но веќе тие заминуваат за повисоки плати, може би за некои други. Али ако некој замини на 18 години да студира или не продолжи да студира, па оди да работи некаде, не знам, на брод или каде што е популарно за младите, тој никој пат нема да се врати назад. Така да, затоа реков, нас ни е целта да за сите има втора, трета, па и четврта шанса, да, доколку некој може би се премислува дали да продолжи или отишол, се обидел некаде, дали во странство или на некој друг универзитет, па не е задоволен. И нас ни е целта за сите да биде вратата отворена, но не само за нови студенти. Многу ни е битно и тука во иднина треба повеќе да се работи на враќање на студентите. Значи, во овие уписни рока можат сите студенти кои не се задоволни од универзитетите каде што студираат, да аплицираат и тука потоа си има комисии кои утврдуваат што положиле на тие факултети, максимално се флексибилни и да одлучат кои испити ќе му бидат признаени и во која година ќе продолжат на нашиот универзитет. Нешто што планираме уште повеќе да го интензифираме во иднина, бидејќи глобални има проблеми, секаде има проблеми со кириите, со трошоците на живот и сигурно
многу дел од студентите кои отишле некаде во друг регион или во друга држава, доколку имаат можност да се вратат, би одлучиле да се вратат и ова очекуваме и во иднина да се актуализира, бидејќи квалитетот што го нудиме ние компатибилен со она што го нудат и други земји, а и со зачленувањето на нашиот универзитет во Колорс алијансата како прв македонски универзитет, ќе добијат можност сепак да остварат мобилности, да може би некои да добијат и двојна диплома, а да студираат дома со локални трошоци. Впрочем, и носителот на Колорс алијансата, универзитетот Падерборн, во една земја, една од најразвинените во Европа и во светот, Германија, се рекламира на овај начин: бидете еден од 125.000 студенти на Колорс алијансата, студирајте во Падерборн, а полагајте испити или остварувајте мобилности на 8 други членки на алијансата. Значи и германците ја промовираат оваа доктрина да се остани дома, а преку мобилност, размени, Еразмус, сега реков Колорс алијансата, да не биде никој оштетен дека ќе ги помине сите 4 години дома, туку може и цела година, и 2 години да помини. Велам, во догледно време, ние се надеваме дека до крајот на првиот период од Колорс алијансата ќе може и двојни дипломи, ако на некој му е битна таа да има уште една диплома од ЕУ земјите. Велам, повеќето наши дипломи се апсолутно признаени, така да и со оваа наша диплома, ако некој има намера да заминува некаде, му се вратите отворено. За она што значи студирање благодарение на Колорс алијансата, нели посета на универзитетите членки, веројатно ќе треба во догледно време да направиме уште еден разговор и да им ги пообјасниме работите на ново запишаните, но и старо запишаните студентите кои што веќе студираат на Универзитетот Свети Климент Охридски, за да можат да ги искористат сите бенефити кои што им се нудат. Но сега конкретно, нели, за запишувањето на прв циклус студии, освен тоа што ќе бидат дел од Дукло, како што кажувате, нели, ќе бидат и дел од таа голема бројка, 120.000 млади луѓе преку Колорс ќе бидат врзани во едно. Првиот уписен рок веќе започнува, нели, 26, 27, 29 и 30 август, вториот уписен рок 13 и 16 септември, а третиот ќе биде на 24 септември. Рековте, по потреба ќе се реализира и четврт уписен рок и веќе од 1 октомври започнува новата академска година. Јас да кажам дека уписот е веќе започнат. Ние сме комплетно дигитализирани и студентите веќе можат преку нашиот веб портал да си се пријавуваат на факултетот, единицата кој што ќе го изберат. Тие денови се само заради законските обврски да ги остават документите кај нашите службеници, кои потоа ќе проверат дали она што го внесле електронски соодветствува со свидетелствата кои ги добиле од нашите институции за средно образование, училиштата и слично. Така да уписот трае од јуни месец. Со објавувањето на секој може и мора, значи секој, ние сме скоро 100% дигитализиран во остварувањето на тие студентски права и обврски, освен мал дел кои што се поврзани со финансиите, не ни се 100% дигитализирани, се другото е апсолутно дигитализирани, се пријавува испити, оценки, се впишуваат дигитално, ја укинавме потребата да се впишуваат во индекс оценките, што
порано постоеше како задолжителна опрска, така да воопшто студентите веќе идните студенти можат да си се запишуваат преку нашиот веб портал, а овие 4 дена само физички ги носат документите и нема тука ништо, така да тоа веќе се течи и може би и во иднина треба и повеќе да го промовираме, бидејќи ние понесени од традицијата, кога на времето баш овие 4 дена мораше тогаш да се чека ред, да се дават документи, уписи се. Не, уписите започнаа во јуни. Порталот е отворен од крајот на јуни месец, кога владата, почетокот на јули, кога владата ни ги одобри квотите, велам, ние сме државен универзитет, не можеме самостојно да пропишуваме квоти. Истиот ден кога владата не ги одобри квотите, ние го распишавме конкурсот и го отворивме пријавувањето, така да можат веднаш да се запишуваат идните студенти. Да кажеме дека разговорот го снимаме, ќе го емитуваме, ќе се емитува веќе на првиот ден на пријавувањето на новите студенти. Еве, уште еднаш да кажеме дека со поднесувањето на документите претходно, нели како што кажувате, треба да се регистрираат на upisi.uplo.edu.mk, да пополнат електронската пријава од iKnow системот и со тој број, нели, да ги поднесат и документите. Тоа се тие, еве да речеме, формални работи кои што сите треба да ги направат, а многу повеќе за она што значи кои документи треба да ги поднесат при пријавувањето, а потоа и при запишувањето, слободно нека го разгледаат конкурсот кој што е објавен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола uplo.edu.mk. Ректоре, отворени се и конкурсите за втори и трет циклус студии, но за нив по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол ваклеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои имнина. Само љубов, љубов нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол ваклеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај,
Почитувани, ви подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛ-ФМ Битола, ја следите емисијата за Универзитетот отворено. Наш денешен гостин, ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Игор Неделковски. Ректоре, кажавме дека сега ќе проговориме малку повеќе за вториот и за третиот циклус студии на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во неколку наврати сте кажале дека може би треба многу повеќе внимание да им се обрнува токму на студентите од овие два циклуса високо образование. Со самото тоа што вие го употребивте зборот циклус, значи високото образование е еден процес поделен на 3 циклуси. Со прифаќањето на Македонија на европскијата рамка на високо образование, кое е поделено на 3 циклуси, во некои други првиот и вториот циклус се интегрирани, тоа се во медицинските науки, ветеринарната медицина и така натаму, но во другите се во 3 циклуси. Тоа значи дека за да имате комплетно високо образование треба да ги помините сите 3 циклуси. Но сега не може секој да сака да се посвети на сите 3 циклуси, затоа европската рамка за високо образование, тој така наречен болонски процес, дефинира да може да се прекини преку на првиот, на вториот, а после третиот нема четврт циклус. Тогаш се смета за затворен процес. Така да, апсолутно, идните студенти кои ќе се запишуваат треба да размислуваат што по дипломирањето, денешната наука, техника, општо развојот на општеството е толку ојден напред, што панданот на завршување на прв циклус на студии, така наречен факултет, значи завршен факултет, е нешто што пред 50 на години било завршување на средно образование, бидејќи тогаш и со средно образование можеле да се извршуваат повеќето работни задачи, бидејќи не било толку софистицирана науката, техниката, а со тоа и меѓучовечките односи, значи и општествените струки. Сега, во 21. век, само првиот циклус се смета делумно високо образование. Затоа ги охрабрувам сите студенти да размислуваат за втор циклус. Тој трае 1 година, доколку првиот циклус бил 4 години и затоа е така направено. Значи 4 плюс 1 или 3 плюс 2. Значи да се заокружи фактички тој процес. Третиот циклус веќе тука е вовед во научно-истражувачка работа и трае дополнителни 3 години. И тоа веќе кога ќе го завршат вториот циклус ќе се размислат околу потребата за научно усовршување. Меѓутоа, првиот без вториот циклус денеска се смета за нескомплетирано. Да, имате вие завршено високо образование, ама не ви е комплетирано. А ако сакате сериозна развој во вашата професионална кариера, тогаш треба и третиот циклус. Повторно велам, ние, посебно повозрастните, кај што третиот докторските студаш, неговиот циклуси се викаја докторати. Докторатот се сметаше крај на кариерата, некој луд научник кој цел живот нешто испитува, прави, истражува и ќе докторира во својата 50 година и така бил научник. Не. Доктрината на Европа е поинаква. Докторатот е континуирано образование. Вообичаено, во честите патувања што ги имаме ние, претежно докторантите во сите европски универзитети се околу својата 30-та година или помлади, бидејќи одлучиле да го своето стручно образование од првиот и вториот го надоградат со научно образование, бидејќи многу фирми веќе имаат своји истражувачки центри.
грешна е ориентацијата дека докторат му треба само на оној што сака да остане на факултет. Не. Се повеќе и наши фирми се одлучуваат за своји развојни центри, развој на производи, а за оние кои што пак размислуваат да заминат некаде, тоа му е една многу поголема бенефит во можноста на наоѓање поквалитетно работно место. И тука ние, да, навистина државата вториот и третиот циклус не го финансира. Сепак Македонија е релативно сиромашна држава и веројатно не може владата да си дозволи тоа да го направи скоро бесплатно како првиот циклус, но затоа пак ние нудиме тука поволности, посебно за вториот циклус. Дел од факултетите одлучуваат и на помали школарини, значи таму нема државна квота, сите квоти се со школарина, но гледаме да тие школарини бидат прифатливи и ги, така да ги речем, ги приспособуваме студиите да бидат прифатливи и за вработените наши студенти. Многу студентите кои ќе одлучат да се вработат после првиот циклус, завршувањето на популарно факултет, ги охрабрувам исто така да размислат дека да, додека се млади, убаво е таа прва, втора плата ќе имаат една година, животот е пред нив, но треба да размислуваат и на квалитетот на работното место и перспективите што му ги дава, а секако завршувањето на магистерски и посебно на докторски студии дава нов квалитет во работните задачи. Пријавувањето за вториот и за третиот циклус студии на УКЛО е нешто подоцна за разлика од пријавувањето за прв циклус. Еве само да подсетиме, за првиот уписан рок на втор циклус студии пријавувањето е на 24 и 30 септември. Според конкурсот на втор циклус студии има 816 места, од кои 115 за стручни студии. Па еве да ги разјасниме и овие работи, значи универзитетски и стручни студии. На стручни студии имат од единиците на УКЛО Високата медицинска школа и Факултетот за безбедност. Согласно законот во Македонија, но не само во Македонија, во сите европски земји, високото образование се дели на академско и стручно. Академските студии се комбинација од теорија и пракса. Стручните студии се повеќе насочени кон пракса. Академските студии завршуваат со докторат, а стручните студии завршуваат со специјализација. Значи, кај академските студии е до дипломски студии или прв циклус студии, после дипломски студии втор циклус магистер и трет циклус доктор. Во стручните студии имаме прв циклус на студии, значи дипломирани кои што се до дипломски студии и втор циклус специјалисти. Значи тие се студии кои даваат повеќе практични знаења, не одат кон магистер или доктор да се развијат во некои научно-истражувачки параметри, туку за примена на знаењата во пракса и како такви постојат во сите европски земји и исто се доста атрактивни за оние што ќе одлучат да завршат специјализација. Затоа се вика специјализација, значи во една потесна област да се насочат. Сега во конкурсот за втор циклус студии за прв пат имаме и бројка на студенти кои што ќе се примат од придружна единица на универзитетот, поточно од Институтот за старословенска култура. Прв пат ни се случува да се расположени тие или да имаат можности да прифатат студенти за студирање на втор циклус студии академски. Да, придружните членки ги дава законот како можност, одредена единица која ги исполнува законските услови да не биде дел од УКЛО,
значи да не ги остварува финансиските и други права, но да биде придружен дел, да фактички е под капата на УКЛО, но за своја сметка си работи, органите на управување си ги бира по други закони како што се, и многу позитивно е што еве и Институтот за старословенска култура објави конкурс за втор циклус на студии и согласно законот тие треба да одат преку универзитетот, иако велам дека тие единици значи средствата остануваат директно на институтот, начинот на администрирање, на остварување правата не е под наша надлежност, тие се самостојни и затоа се придружни членки, значи не се полноправни членки, односно не се дел од универзитетот, се придружени кон универзитетот. Чинам дека студиската програма беше класична археологија, нешто интересно што веројатно на многумина ќе им се допадне, па еве како можност да го искористат и тоа. Апсолутно, апсолутно. Посебно што мислам во тие, барем од јавните медиуми, јас апсолутно немам експертиза во таа област, слушам дека има доста дефицитарен кадар од тие профили за заштита на културно наследство, откривање, а Институтот за старословенска култура е така со долгогодишно реноме, етаблиран институт и апсолутно не радува фактот што оваа година објавија конкурс. Уште еднаш нели да подсетиме, пријавувањето за првиот уписен рок на 24-30 септември, а вториот уписен рок ќе биде од 21 октомври до 1 ноември 2024. И останува сега во овој дел уште за третиот циклус докторски студии, да кажеме, и конкурсот за овие студии е објавен паралелно нели со конкурсите за прв и за втор циклус. Првото пријавување е тука од 24 септември до 10 октомври, а вториот од 30 октомври до 8 ноември 2024. За трет циклус студии докторски нели на УКЛО има 159 места. Бројот е одреден повторно нели од владата, но зависно и од тоа колку имаме професори акредитирани нели да ги водат студентите кои што се пријавуваат за докторски студии. Значи третиот циклус, тоа што кажавте, значи покрај некој што е универзитетски професор, за да биде ментор на докторски студии, мора дополнително да го акредитира одборот за акредитација. Значи не секој професор може да биде ментор на докторски студии и затоа таа бројка е согласно, а дополнително еден професор не може да биде ментор на повеќе од 3 докторанти, што е исто многу добро, бидејќи треба да се посвети. Да се квалитетот ни е примарно, тоа и добро законодавецот го предвидел, а ние максимално го почитуваме и го поздравуваме. Да, се знае, не е лесно да се работи со докторанти. Треба цело време да му се посвети внимание, континуирано во текот на 1, 2 и повеќе години надвор од испитите. И ако сакаме квалитет, тоа го пропишал законодавецот, да еден професор може паралелно да води 3 докторанти, за да комплетно им биде посветен во нивната научно-истражувачка работа. И како што кажав, тука ние по традиција објавуваме и дополнителни конкурси до крајот на семестарот, за да можат да се вклопат и кај овие студии, реков, се и вториот, а посебно третиот циклус, флексибилни, менторски. Предавањата можат да бидат често и онлайн, ние имаме околу 40% странски студенти и тука имаме тој индивидуализиран пристап. Значи, сакаме секој наш докторант да добие она што се вика образование 1 на 1. Професорот да му е комплетно посветен, го насочува, му дава задачи, ги исполнуваат, фактички работаат заедно.
И повторно сега ќе кажам, сите заинтересирани слободно нека ги разгледаат конкурсите, објавени се и тие на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но и на страниците на сите единици на универзитетот. Речиси туку на сите единици ги имаме и студиите за втори, за трет циклус, па нека повелат, нека разгледат не само студентите сегашни, туку нели и оние кои што веќе завршиле со додипломските, па еве размислуваат за продолжување на високото образование. Еве, поканувам За сите матуранти, сите студенти кои не се задоволни од постојните студии, било заради финансиски или академски причини, сите наши бивши студенти на прв циклус кои дипломирале или магистрирале, ги охрабрувам да ја искористат оваа можност, дека за прв пат во Македонија имаме можност да се запишат на наш универзитет, а да бидат дел од Европска универзитетска алијанса, да одбираат испити, дел од испитите, не сите, да ги ако имаат толку желба да полагаат во странство, на еден од 8 други универзитети, членови на Колорс алијансата, и може би до крајот на нивното студирање, таман или во тој период од 4 години, ако се течи по планот, некој од нив, на кој што тоа им е битно, да добијат и двојна диплома. Значи да го остварат она што, велам, една Германија го пропагира. Студирај дома, а биди европски студент. Не дека таму ќе добијат кузнај колку поквалитетно образование, меѓутоа шетањето, патувањето отвора нови видици. Јас сум многу против дека мора да бидеме затворени, некој ако го оди да патува дека ќе го изгубиме. Не, тоа е како да имате сопруг или сопруга и му забранувате да патува, сметајќи дека ќе ја изгубите. Не, ќе ја изгубите така и секако, бидејќи нема да биде задоволна од вас. Видиците кога ќе му ги отворите можностите, ќе ја видат другата страна, ама ќе бидат уверени дека дома ги имаат најдобрите можности. А тоа им го нудиме ние и досега им го нудевме, али преку Еразмус програмата, али сега со Колорс алијансата апсолутно им се отвораат видици да одат, да видат како е и да се уверат дека не сме послаби од тој ранг на универзитети, кои што се регионални универзитети. Спораме сега со Кембридж или Оксфорд, меѓутоа таму и студентите се на поинаков начин филтрираат и така да. Ректоре, во овој дел од разговорот само уште едно прашање. Оваа можност студирање нели во рамките на Колорс алијансата им се дава и на студентите кои што се веќе запишани на универзитетот, мисла втора, трета година. Веќе Колорс алијансата почна од 1 јануари 2024, веќе неколку групи на студенти заминаја одреден период, велам алијансата е на почеток, сега се прават тие правилници и се усогласуваат студиски програми, треба во наредниот период, но веќе повеќе студенти на повеќе циклуси, на прв и на втори и на трети. Добре, ќе направиме уште една пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Имам уште неколку прашања за вас. Почитувани бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа одмори во мој мир.
Ректоре Неделковски, во овој дел од разговор, во завршниот дел од емисијата за Универзитетот отворено, јас би сакала да најавиме неколку настани кои што ќе се реализираат на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, за кои што веќе подготовките се започнати. Ќе започнеме со она што значи одбележување на 100 годишнината од работата на Научниот институт за тутун во Прилеп. И вие уште со самото најавување за одбележување на овој настан кажувавте и кажувате дека 100 години Научен институт Тутун значат и 100 години УКЛО. Апсолутно, Научниот институт Тутун, основан 1924 година, е основач во 1979 година на Универзитетот Свети Климент Охридски како правно лице, што значи ние имаме апсолутно и морално, но и, како што викаат правниците, и материјално право да се повикаме дека нашите почетоци се од пред 100 години, впрочем, викаме еден век знаење, наука и знаење на УКЛО, бидејќи Научниот институт безпрекен функционира од 1924 година. Подготовките за прославата за 100 годишнината се веќе започнати, се некако оди кон крајот на она што значи подготовки, но она што значи 100 години институт за тутун, вие го искористивте како можност да ги поканите вашите колеги од форумот на ректори на Југоисточна Европа да бидат присутни во Битола и да и тие допринесат да се даде уште поголемо значење на одбележувањето на овој голем јубилеј. Да, 100 годишнината на Институтот за тутун, 45 години од основањето на УКЛО, беа мотив да УКЛО аплицира за организирање на форумот на ректори на земјите од Југоисточна Европа. Ќе се случи на 11, 12 и на 13 ќе имаат прошетка по Охрид, нели? Тие 3 дена веќе има 43 учесници регистрирано, како што бев информиран вчера баш за бројката на досега регистрирани ректори, проректори, високи представници од водечки универзитети од земјите на Југоисточна Европа, но и на дел од Колорс, Алијансата ректорите, така да тие 3, односно 2 плюс 1 ден ќе бидат посветени и на работен дел, на презентации, на предавања, но и на одбележување на нашите повеќе, велам, јубилеи. Тука да го спомнам, иако веќе ние го одбележавме во април и 90 годишнината од првото студентско здружение кое било во Битола, основано 1934 година од многу студенти, потоа познати народни херои, партизани, дел покојни, но дел потоа основачи на современа Македонија, кои што потекнувале од Битола. На ректорскиот форум, што ќе биде главната точка или еве зашто конкретно ќе се дискутира? Имаме две теми. Едната е значењето на европските алијанси. Покрај од Колорс алијансата ќе бидат представници уште на 2 европски алијанси, ќе дојдат нивните председатели или генерални секретари. Од Колорс ќе присуствува председателот на алијансата, тоа е проректорот на Универзитетот на Патернбурн, професорот Торстен Мајер. А ќе имаме и уште 2 и ќе се дискутира за значењето на овие алијанси како иднината на европското образование, а втората тема ќе биде вредностите на универзитетите. Ние стално зборуваме за девалвирање на образованието, вклучувајќи и високото, девалвирање на образованието значи девалвирање на универзитетот. И тука ќе дискутираме кои се тие вредности, кои што ќе речеме тука е, крај. Под тие вредности нема девалвирање. Политичарите ги кажат оние црвени линии, така кога често се спомнува, и
како ќе се разменуваат искуства на највисоко ниво, кои се оние црвени линии, оние вредности што мора да ги има еден универзитет, под кои не може да се спушти ни заради финансиски, ни заради социјални, политички или не знам какви причини, и тоа е многу битна тема. Во Ведничар ќе ни види ректорот на Сараевскиот универзитет, професор Очкријел, кој што е познат на Балканот по неговата долгогодишна борба со одредени политички структури во Босна за задржување на тие основни вредности на универзитетот. Ова е интересно да се слушне, имајќи предвид дека, еве да речеме, поголем дел од населението кај нас смета дека универзитетите во Македонија, како што еве и сами откажувате, ги изгубиле вредностите, но кога ќе се слушне дека со истиот проблем или со истото мислење се и граѓаните од останатите земји, значи се работи за проблем кој што навистина треба сите да не загрижува, не само кај нас, туку и насекаде. Да го прашате и ректорот на еден норвешки универзитет или на еден холандски универзитет, кој речи дека исто се губат вредностите. Може би не до толку како што се тука на Балканот, но тоа е генерален тренд. Поврзано е со неколку елементи, како и се друго со финансиите. И најбогатите земји кратат на финансиите. Може би тие финансии занад изгледаат астрономски, меѓутоа за тој животен стандард така им изгледаат малку. Кратењето на финансиите ги турка универзитетите на пазарот. А пазарните услови значат девалвирање, бидејќи ако вие имате цел да само да квантитет повеќе студенти да наплаќате школарини, се губи квалитетот. Паѓањето на наталитетот е алармантен не само во Македонија, во цела Европа. Тоа повлекува привлекување, посебно во Европската Унија, на многу студенти од далечниот исток и од блискиот исток, кои што се финансиски моќни. Меѓутоа, ако се повлече само финансискиот компонент, повторно се девалвира квалитетот на високото образование, каде што вие, така за да функционирате, ви требаа средства. Државата ви ги крати и вие се ориентирате према студентите. Локални студенти немате, се намалува бројот на матуранти во Македонија, константно секоја година се намалува. И сега ние толку студентите, може би проблем им е и јазикот, колку е некој спремен да учи македонски јазик за да дипломира. Немаме толку странски, но таму масовно имаат привлекување и кои се жалат ректорите дека тие студенти морат, така да речем, да им прегледуваат од време на време низ прсти, за да обстанат, за да имаат финансии да постојат, и тоа го девалвира високото образование, иако веќе одреден период нема директно политичко влијание, во некои земји се уште постои во Европа, што исто така го девалвира. Добро, кај нас сме финансиски зависни, иначе одамна веќе нема таква директна политичка зависност на универзитетот, да некој моќник може да ви нареди, меѓутоа може да ви ги намали средствата. Имаме некоја индиректна зависност и тие вредности ќе се дискутираат баш како глобален проблем на Европа. Не ми е позната ситуацијата во Америка или во далечниот или блискиот исток, кој што има исто така сериозно високо образование, но во Европа е акутен проблемот на вредностите. Бидејќи колку повеќе ви туркаат во пазарни услови, вие мора да се прилагодувате на пазарот. А пазарот во Европа се намалува, наталитетот е рак рана не само кај нас, секаде. Начнавме многу интересна тема, ректоре, за која што ни треба многу повеќе време за да ја
представиме или да ја разглобиме. Во секој случај ќе биде интересно и убаво е нели заклучоците од расправата што ќе имате, од дискусиите, да можеме да ги видиме, па можеби нешто и да се предложи за решавање на овој проблем до надлежните институции. Нели Ние имаме доста амбициозна министерка, јас те уште не сум ја формално не сум ја сретнал, вака по незините настапи во јавните медиуми има сериозна агенда да се задржат одредени минимални вредности, да се направат предуслови за тоа да се оствари и апсолутно тие ставови од ректорскиот форум ќе бидат споделени, бидејќи ќе се базираат на регионално искуство. Не е само кај нас ова тема актуелна. Ќе мора да го привршуваме разговорот. Зборувавме за запишувањето или пријавувањето на идните брусоши на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на прв циклус студии, за конкурсите за втори, трет циклус, за она што ни следува како настани на универзитетот што треба да ги реализираме, нели? Еве сега септември па и до крајот на оваа календарска година, дел од нив, нели? Но еве за крај би сакала која ќе биде вашата порака до оние кои што сега ги очекуваме, до бруцошите. Па она што го кажав повеќе пати во текот на разговорот, изберете да студирате дома, со тоа ќе добиете европски видици во локални услови. Поатрактивно за било кој човек, млад, повозрасен, без разлика, нема. Да го користите бенефитот на вашиот социјален живот, на вашата култура, на вашиот јазик, а да стекнете европско образование и во текот на образованието да прошетате, ќе речам да прошетате не туристички, него образовно низ повеќе европски земји. Подобро тоа, здравје. Ректоре, ви благодарам за гостувањето во програмата на Универзитетското радио УКЛФМ Битола. Посакуваме успешни уписи и секако успешна нова академска 2024-2025 година. Ви благодарам, се надевам на континуиран успех како што го има нашиот универзитет. Не те вадам јас од памет, Не те вадам јас од памет, Ти и јас исто мислиме, по очи познавам. Како да те чувствувам, по мисливе те допирам. Дали ти и јас ќе бидеме коедно некогаш? Боли та тишина, а ноќта пак ме убива. Не те вада
Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи се згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме под себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Твојот допир удира, како струја тело ми оживува. УКЛО ФМ, Битола, август 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ, Битола. Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола, 90,8 МГц.